Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Генералното собрание на Обединетите нации во 2018 година го прогласи 24 јануари за Меѓународен ден на образованието со единствена цел да се истакне улогата на образованието во развојот на светот. На денешниот Меѓународен ден на образованието, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја испраќа пораката дека образованието не смее да биде заложник на партиски интереси, туку основа за напредок на државата. За жал, на овој ден, кога државите во светот ставаат силен акцент на развојот на образованието, бележат галопирачки успеси преку унапредување на овој ресор, македонскиот образовен систем е во хаос. Наместо вложувања во напредок, нашето образование е вратено деценија наназад, без никаква визија и решение за унапредување на системот, кој треба да биде влог на нашата иднина. Власта ги занемари најважните прашања поврзани со образованието. Го остави како последна алка во општеството. За ДПМН очигледно не е приоритет да инвестираат во современ и квалитетен образовен систем, да го вреднуваат трудот на наставниците. Нивните приоритети се видливи: тендери, луксус, недомаќинско трошење на парите на граѓаните, лично обогатење, прошетки на сметка на државниот буџет. Власта носи закони за образование без јавна дебата. Стручната јавност е исклучена од создавањето на законски решенија кои ќе бидат важни за образованието на генерациите кои допрва доаѓаат. На денешниот Меѓународен ден на образованието срамно е да зборуваме за статусот на наставниците во Македонија, за нивните ниски плати, за работните услови, за инвестирањето во образовната инфраструктура, генерално за квалитетот на целокупниот образовен систем. Секогаш, кога ДПМН е на власт, го руши дигнитетот и авторитетот на вработените во образованието. Власта има стотици милиони евра за нов авион, ама нема пари за поголеми плати за наставниците. И по цели 7 месеци од владата на Мицкоски нема ниту еден наставник, ниту стручен соработник кој кариерно напредувал. Платите на наставниците се понижувачки. Тие се оштетени со над 4300 денари од почетокот на оваа учебна 2024-2025 година. Секој дневно се под притисок на законовачките изјави од ДПМН и Министерката за образование Весна Јанеска дека има вишок од над 3000 наставници. Нивниот статус е неизвесен заради безидејната образовна структура на ДПМН и нивната неспособност за креирање на развојни мерки во современото образование. Почитувани, да посетиме во 7-годишниот мандат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и покрај блокадите на ДПМН го озакони статусот на наставниците и стручните соработници со јасно дефиниран кариерен и професионален развој и секако бенефит кој призлегува од стекнатото звање. Платите на вработените во образованието, мораме да подсетиме, повеќекратно ги зголемивме, кумулативно со над 55%. За прв пат, после 2 децении, вработените во образованието добија К15 или така наречен регрес за годишен одмор од над 10.000 денари. Се укина екстерното тестирање, а наставниците веќе не беа подложни на притисоци и закани за нивното работно место. Формиравме ресурни центри за поддршка на учениците со посебни образовни потреби и вработивме над 800 образовни асистенти кои им помагаат на овие дечиња. Ја намаливме административната работа на наставниците, оставајќи простор на нивна автономија во организацијата и во реализацијата на наставниот час, како и за времето поминато во училиште. На крај, образованието е темелот на секое општество. Најмногу се исплати инвестицијата во знаењето. Ова е изјавата на Бенџамин Франклин. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секогаш бил, и ве уверувам, ќе биде на страната на наставниците, бидејќи со поддршка на наставниците и со инвестиции во квалитетно образование
инвестираме во подобра иднина на сите. Ви благодарам.